Гостинка во студиото беше најавена веќе и во Форшпанот, министерката за култура, Бисера Костадиновска Стојчевска. Добар ден и добро дојдевте во емисија. Добар ден, ви благодарам за поканата. Ние малку ќе се позанимаваме надвор од модата, иако убаво ни прилегаше сето ова раскажување и навистина е за поздрав оваа манифестација што повтор пат се случува во Да, навистина представува еден вид на афирмација на она што е многу голема традиција во мојот роден град. И ја поздравувам иницијативата на професорките. Јас имав чест минатата година да бидам дел од неа. Ми е многу мило кога слушам дека тоа придонело за поголема афирмација и за поголема промоција на училиштето, каде што морам да признам јас учев. Така и што е најголем епилог средствата одат повторно во училиштето. Повторно во училиштето, да. Министерке, многу пати разговаравме за предлог законот за употреба на македонскиот јазик, нешто што можеби е едно од приоритетите во државата, помина оној филтер на комисиска расправа во собранието, меѓутоа сега треба да помине на пленарна седница, да објасниме зошто уште еднаш многу пати сме зборувале, е важно и да се објасни значењето од носењето на законот за употреба на македонскиот јазик. Јас најпрво морам да истакнам дека првото читање, односно комисиската расправа, помина во навистина многу пријатна атмосфера. Ми е многу драго дека се надмина сите други пречки кои што таму постоеа во таа комисија, за да можеме да заклучиме на крај дека овој закон е навистина од многу големо значење. Ми е мило дека сите политички партии кои учествуваат во парламентот го поздравија носењето на ваков закон, бидејќи сметам дека законот за употреба на македонскиот јазик го должиме како генерации, како влада и како политичари на оваа држава, и сметам дека со тоа што секогаш ги нотираме промените кои што настануваат во јазикот, во формална и во неформална употреба, треба да се пресликаат во едно вакво законско решение и дека не смееме повеќе си дозволиме да имаме закони кои што ќе бидат на сила повеќе од 20 години, кои што нема да отсликуваат реалната состојба. Овој закон е од исклучителна важност за нас, не само како влада, не како политичка партија, туку како граѓани на Република Северна Македонија, бидејќи тој го уредува и го регулира правилната употреба на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со она што е важно да се напомене во овој закон е дека се зголемува опсегот на се она што се лекторира, се зголемуваат ингеренциите на лекторите, се зголемува, односно се придава на значење на нивната важност со тоа што секоја институција веќе мора да има по еден лектор вработен, кој што ќе работи на лекторирање на сите излезни документи, на сите општи акти кои што една институција ги произведува, сите посебни акти, сите правилници и така натаму. Цела документација мора да биде лекторирана, која што излегува од една установа, од една институција, не само од областа на култура или образование, туку на секое ниво. И може би едно од најважните алатки кои што многу долго се бараше да се воспостават во однос на како механизми на контрола, тоа е инспекторатот. Ќе зборуваме за инспекторатот, меѓутоа во делот за лекторски, за како велиме, секоја институција да има вработено најмалку еден, верувам дека несомнено ќе требаат многу повеќе. Значи, во институциите на државата, во јавната администрација, и тоа навистина носи многу вработување, а ќе повлече нешто што навистина па ни требаат студенти на катедрата за македонски јазик и една убава алатка која што ќе влезе во законска рамка, меѓутоа ќе биде голем поттик за учење и студирање на македонскиот јазик. Јас би сакала да напоменам дека кога го работевме овој предлог закон за употреба на македонскиот јазик заедно со Советот за македонски јазик, кој што е тело кој што го формира владата, навистина ми беше драго кога видов како дека сите наистина таа маса размислуваме исто, дека ова не е закон изолиран, кој што ќе постои сам по себе, туку овој закон понатаму ќе предизвика уште на низа позитивни реакции. Тоа значи дека ќе се оди кон тоа да се поттикнат ученици да се запишуваат на катедрите за македонски јазик, бидејќи знаеме дека имавме еден одреден пат во бројот на студенти кои што се запишуваат таму. Повторно заживува улогата на Институтот за македонски јазик, на Институтот за македонска литература, заживува улогата на сите оние кои што се занимаваат со активно истражување на македонскиот јазик, бидејќи сметам дека јазикот не смее да остане во еден период, каде што ќе кажеме дека ова е таа финална верзија. Јазикот е жива материја. И тој мора да се постојано да се осовременува, мора да одговара на предизвиците кои што се случуваат во едно општество, но тоа не значи дека треба да владее неправилна употреба
Тоа мора некако ние да го регулираме со закон. Тоа мора да им го укажеме на едните генерации на студенти. Мора секоја институција, како што кажавте, сигурна сум јас, дека еден лектор ќе биде многу малку. Но тоа значи дека го поттекнуваме и го развиваме и пазарот на трудот. Морам да кажам дека откако се најави дека се работи овој закон во Министерството за култура, имаме зголемен број на кандидати кои што се пријавуваат за да бидат лиценцирани лектори и дека навистина јавната расправа низ која што поминавме ни покаже и тоа како дека беше навистина крајно време да го донесеме овој закон, бидејќи прво законот треба да си го негуваме и да му дадеме почит дома, за да можеме понатаму да го формираме надвор од границите. Постапката за добивање лиценца има некои измени? Мене ми е исто така особено драго што повторно се вративме од 2017 година наваму на она стандардно полагање за добивање на лекторска лиценца, бидејќи знаеме дека имаше еден прекин, имавме еден вакуум период, каде што се полагаше компјутерски, нешто што се покажа крајно непродуктивно, и се вративме назад на стандардниот начин на полагање. Условите 240 кредити високо образование со завршени студии по македонски јазик. И тука имаше на јавната расправа еден вид на дискусија дали треба да се ограничи, дали тоа значи дека треба да биде само филолошкиот факултет во Скопје, бидејќи знаеме дека имаме катедри низ државата, имаме катедра за македонски јазик на Универзитетот Свети Климент Охридски, на Гоце Делчев и така натаму, што значи дека приматот се дава на македонски јазик. Тоа е најважниот сегмент, бидејќи и студиите се поинаку структурирани на македонски јазик за разлика од другите студиски групи. Процедурата останува иста. Министерство за култура е медиумот, држам, каде што се спроведува огласот за, односно полагањето за добивање на лекторска лиценца. Квалитетот е повторно вратен како примат при ова полагање. Јас се надевам дека ќе имаме уште поголема заинтересираност. Има тука доста работа и добро е така и треба да почне и да се надополнува, особено кога споменавте за лекторирање. Тука ќе има сериозна работа во делот на службените документи, меѓутоа тоа е навистина една опсежна и голема работа, меѓутоа мора да се почне, бидејќи навистина ќе има и повеќе од потребно. Мора да се започне, точно се согласувам. Не смееме повеќе социјалните медиуми да ни бидат еден вид на мегдан, каде ние ќе покажуваме правилна и неправилна употреба, туку треба да се научиме дека токму како треба да биде регулирана таа правилна употреба, кој ќе ни ги поставува правилата, особено што во овој период кога ние бевме сведоци, кога го подпишавме договорот Frontex на македонски јазик, поминуваме низ еден процес каде што се преведува целата таа правна регулатива, што значи дека и тоа како уште од минатата година се јавува таа потреба од преведување, од лекторирање, бидејќи преведувањето без лекторирање не е стандардна форма. Преведување без лекторирање не значи квалитетен текст. Така, тоа особено луѓето што се занимаваат со македонскиот јазик, што се македонисти, навистина многу сугерираат буквално на тие корекции. Она што ние новинарите во јавноста сме доста заинтересирани, она што претходно го споменавте, основањето на Инспекторат за македонски јазик, неговите надлежности, па неговите рестрикции и се она што, ај малку да го објасниме, знам дека доста е акумулирано и презентирано во јавноста, секогаш е добро. Да, секогаш е добро да се дообјасниме, бидејќи секогаш се малку се, кога ќе кажеме инспекторат, се настапува на тоа како некој голем знак прашалник и сега зашто уште ќе имаме ставено рестрикција. Овој инспекторат, најглавната улога што ја има е начелата што ги пропишува овој закон, односно се занимава строго со се она што е пропишано што е правилна употреба на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Неговата надлежност е формулирана токму тука. Овој инспекторат има за цел секаде онаму каде што ќе најде на неправилна употреба, што значи јавен документ кој што не е лекториран, онаму каде што кирилското писмо не е употребено воопшто или не е употребено во согласно со тоа како пропишува овој закон, најнапред се разбира да предупреди, а понатаму и да издаде соодветна казна. Она што јас сакам да го напоменам, бидејќи македонскиот јазик е заштитен како културно наследство, а знаеме дека заштитата на културното наследство е највисока уставна категорија, тоа е пропишано со устав. Казните кои што се предвидуваат за постојано непочитување, не зборуваме за одма првично забележување, а непочитување и веднаш да пристапиме кон казна, инспекторот или членовите на овој совет ќе имаат право да предупредат, па потоа да казнат. Казните се 3 пати повисоки од она што е пропишано во законот за пропишување казни, бидејќи
Тоа значи дека ако не го потребуваме правилно македонскиот јазик, ако ги кршиме одредбите од овој закон, кој што би требало да представува... Ова се однесува и за јавниот говор. Да, ова се однесува и за правилна употреба и и во јавното говорење. Кога зборуваме за прекршок на овој закон, мора да сфатиме дека зборуваме за прекршување на највисоката уставна категорија, тоа е културно наследство. Јас сум професор по професија и знам дека од ние треба да сме тие кои што ќе започнеме тоа да го употребуваме јазикот правилно и да го пренесеме на ините генерации, што значи дека мораме сите да бидеме обединети, да кажам, околу тоа прашање дека овој закон има за цел да ја унапреди улогата на употребата на македонскиот јазик. Најмала до највисока казна или тоа сепак оди некако... Тоа сепак варира, да. Јас би можела да напоменам нешто што навистина беше пропишано и што беше за поздрав кога го работевме овој закон, а тоа е доколку не се употребува македонскиот стандарден јазик на јавните настани што се организираат во Републиката, доколку се објави нелекториран општ или поединечен акт, доколку се емитува, односно реемитува нелекторирано титлување или синхронизација на аудиовизуелно дело или емисија на странски јазик, доколку се издаде нелекторирана публикација, односно нелекториран учебник, магистерскиот, докторскиот или преведениот труд, доколку не бидат лекторирани, бидејќи знаеме дека често пати тоа знае некако да се провлече, да не се лекторираат овие научни трудови, доколку не се лекторирани називите на производи, амбалажи, налепници, упатства, декларации, сертификати, лекарства, сметки, фактури, уплатници. Ето тука има голем проблем. Да, доколку, видите, мора да биде, не смееме да застанеме во ниту една сфера. Имаме држави околу нас кои што поминуваат низ овој процес како Република Хрватска и имаме држави околу нас кои што давно одлучиле дека треба да го заштитат јазикот, дали тоа ќе биде со ограничена употреба на интернационализмите, дали тоа значи враќање на еден друг вид на поархаични форми. Секоја држава нашла механизам како тоа да го направи. Јас сметам дека ова не треба да се гледа како нешто што е за плашење или да се гледа со резерва. Убедена сум дека имаме доволно механизми и ресурси. Убедена сум дека имаме и ќе имаме. И студенти, бидејќи со законот исто така предвидуваме дека Министерството за образование ќе објавува и повик за стипендирање на ученици кои што ќе се запишат да студираат на македонски јазик. Како што кажа, веќе зголемен бројот на лица кои што се пријавуваат за лекторски испит. Јас би сакала сите овие одредби, што е она што подлежи на казна, така да се изразам, нема да биде мотив за одвраќање од правилна употреба за македонскиот јазик, туку ќе биде мотив за поголем за чување и унапредување на македонскиот јазик. Па несумнено е така. Можеби многу се зборува, сите сакаме да го браниме, чуваме, да го меѓутоа во употребата не верувам дека сме доследни. И навистина да не ни биде алатка за нешто што сакаме да се покажеме поголеми македонци, меѓутоа треба правилно да зборуваме. Мора да зборуваме правилно и мора правилно да си го потребуваме јазикот кој што ни е пропишан како така. Нешто што би сакала, мислам дека имаме уште неколку минути време, лекторатите. Тоа е мислам лекторатите се како да кажам, сектор каде што се афирмира македонскиот јазик надвор од нашата држава. Малку нешто застана состојбата каква е? Лекторатите се под надлежност на Министерството за образование и наука, но тоа не значи дека Министерството за култура не ја прати ситуацијата со нив, дека не им помага преку програмски активности, преку организирање на разни семинари и конференции. Она што ние како Министерство за култура и што Министерството за култура го има во својот опис и попис на работни задачи е да се грижи исто така за афирмација на македонскиот јазик преку културни информативни центри кои што ние ги имаме формирано надвор од државата, такви ги имаме 6. Сега за сега барем, так. Во најава имаме нови 2. Лекторатите точно е дека извесен период замреа, односно нивното делување беше малку по-пасивно, така да кажам, но она што ми е особено драго е што гледам дека се уште има ентузијасти кои што тоа го афирмираат, кои што тоа го ставаат на еден пиедестал и кои што тоа го ставаат на како примат во нивото функционирање. Јас имав чест недавно се сретнам со студенти од Загреб кои што го студираат македонскиот јазик таму и веќе 15 години на универзитетот во Риека македонскиот јазик се изучува во склоп на студиските групи и организиравме заедно при мојата посета мејатата година во Загреб, се договоривме и му организиравме на посета на Битола, на Охрид, на Скопје, на Крушево, учествуваа на меѓународната конференција која што се одржуваше во Охрид, што сакам да кажам дека
не оставаме ова да биде само товар, така да кажам, на Министерството за образование, туку заедно со Министерството и Министерството за култура се обидува да ги поттикне тие студенти. Одлична можност се центрите за култура, барем на Балканот, па и пошироко во Европа и надвор од Морам да кажам дека Културно-информативниот центар во Софија има навистина солидна јазична активност во однос на промовирање на дела кои што се преведуваат на македонски, бугарски и обратно. Културниот центар во Загреб. Имавме многу интересни активности во Културниот центар во Истанбул, исто така. Морам да кажам дека сега пред скоро месеци нешто се обележи денот на македонскиот јазик во Културно-информативниот центар во Њујорк, каде што имавме не само македонска музика, туку имаше презентација на македонски дела. Така да состојбата со лекторатите заедно со Министерството за образование ја следиме, ги поттикнуваме и она што е во рамките на Министерството за култура, ние секогаш помагаме. И ми е драго дека има се поголема заинтересираност за промовирање и афирмирање на македонскиот јазик надвор од државата. Навистина, сосема на крај, епилогот е многу важен. Значи, носењето во што може, како велиме, подитно. Да. Носење на законот за употреба на македонскиот јазик. Како што кажавме и на самиот почеток, законот веќе го помина првиот филтер, тоа е Собраниската комисија. Сега првото читање ќе се најде уште утре на пленарна седница, понатаму одиме на второ читање, на повторно комисиска расправа. Јас навистина апелирам до сите овој закон да биде донесен во редовна процедура, но што е можно побрзо, бидејќи од него ни произлегува и стратегијата за развојот на македонскиот јазик, кој што представува еден вид на алатка за развивање на јазична политика. Што значи не е само да се донесе овој закон. Советот ќе има навистина многу плодна работа, бидејќи ова е само првиот чекор. Понатаму излегуваат сите они иницијативи кои што рековме дека не се покриваат со овој закон, но треба да се усогласи со други закони и стратегијата за развој на македонскиот јазик. Да, навистина, националната стратегија е можеби еден од приматите во носењето на законот. Ќе ви се заблагодарам за учеството во емисијата во живо. Вака јавно ќе ве поканам во следна прилика, бидејќи навистина сите сме засегнати, не само ние медиумите, за законот за употреба за македонскиот јазик, бидејќи, како што велиме, тоа е нешто што можеби е приоритетно во нашата држава. Да, благодарам за поканата.